Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. И покрај зголемувањето на бројот на заболени од коронавирусот, голем дел од граѓаните на Полошко не ги почитуваат препораките за носење заштитна опрема. Размислуваат ли тетовци за летниот годишен одмор со оглед на ситуацијата со коронавирусот? Политичките партии ги посетуваат граѓаните и здруженијата во регионот како дел од активностите на предизборната кампања. 120 нови случаи на COVID-19 во земјава во последното деноноќие. Институтот за јавно здравје регистрира и 125 оздравени пациенти, како и 5 починати лица. Во последните 24 часа се направени 1367 тестирања, а регистрирани се 120 нови случаи на COVID-19, од кои најмногу во Скопје – 63. И денес бројката на оздравени пациенти ја надминува бројката на ново заразени, па Институтот за јавно здравје регистрира 125 оздравени лица, како и 5 починати. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека на денот на изборите ќе биде безбедно да се гласа, а е изготвен сигурен и ефикасен протокол за заштита на здравјето на граѓаните. Идната седмица се одржуваат предвремените парламентарни избори. Министерството на здравство во соработка со другите институции изготви сигурен и ефикасен протокол за заштита на здравјето при гласање. Сакам од моје лично име и од името на комисијата да ве уверам дека на денот на изборите ќе биде сосема безбедно да се гласа и со тоа да го остварите вашето граѓанско право. Гласањето нема да биде помалку безбедно од било која друга нормална активност која вршиме секојдневно, како на пример одењето во маркет. Строгиот протокол и неговата целосна имплементација се наша должност и одговорност и се обврзуваме на граѓаните да им обезбедиме сигурна средина во која ќе може да гласат. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3569. Изминатото деноноќие во регионот на Тетово се потврдени 14 ново заразени со коронавирусот, додека на подрачјето на Гостивар 10. Бројките секојдневно растат, надлежните ги повторуваат апелите за почитување на мерките за заштита. Лето во 2020 година за граѓаните несомнено е како ниедно друго досега. Наместо шетање и одмори во центар на вниманието ги имаат ковид пандемијата и изборите. Така е и со информациите и вестите. Во Полошкиот регион продолжува да расте бројката на заразени со корона. Изминатото деноноќие во регионот на Тетово се потврдени 14 нови случаи, додека на подрачјето на Гостивар 12. Тетовско подолго време се смета за жариште, а во Гостиварско состојбата доби посериозна димензија во изминатите 2 недели. Гостивар повторно ќе речам дека е релативно сериозна состојбата. Меѓутоа во однос на другите општини, повторно мислам дека имаме најмал број на заболени. Вкупно бројот на активни случаеви во Маврово, Врапчиште и Гостивар до денеска, до сега кога зборуваме, се 90 случаеви, од кои што 18 се хоспитализирани, 72 се на домашно лекување. Релативно сите се сега за сега барем во стабилна состојба. Повторно ќе кажам, треба да се живее со вирусот и треба да се придржуваме на основните правила, тоа е хигиена, дистанца и маски. Според таравари во целата земја, ситуацијата со ширењето на вирусот е надвор од контрола, а особено загрижува високата стапка на морталитет. Дефинитивно нема контрола врз ситуацијата, не е во Гостивар, цела Македонија нема никаква контрола. Вие гледате и морталитетот расте и тоа енормно. И ако се споредите од Словенија до Грција, сите држави заедно имаат помал морталитет отколку Македонија. За жал сега е и период на избори и кампања и тоа влијае дефинитивно и затоа бројката расте секаде. Во последните регистрирани случаи има и вработено лице од одделението на УЈП во Гостивар. По спроведените епидемиолошки анкети се очекува 3 вработени да одат во задолжителна изолација. Во службата денес се изврши дезинфекција и најверојатно од утре ќе се продолжи со работа. Прегледот по општини во Полошко на денешните случаи е следен.
Општина Тетово 11, Гостивар 10, Боговиње, Брвеница, Јегуновце, Врапчиште и Маврово Ростуше по еден случај. И покрај зголемувањето на бројот на заболени од коронавирусот, голем дел од граѓаните на Полошко не ги почитуваат здравствените препораки за носење заштитна опрема. Речиси секој ден во билтенот на СВР Тетово се евидентираат над 100 лица кои не носат заштитна опрема. Само за изминатово денонокие статистиката на СВР Тетово изготвила и поднела прекршочни пријави на 113 лица, кои не ја почитувале владината уредба за носење на заштитни маски. Се работи за 55 лица на Тетовското и 58 лица на Гостиварското подрачје. Граѓаните велат дека со олабавување на мерките и граѓаните се олабавени, па ретко кој од нив носи заштитни маски, а не се почитува ниту препораката за социјална дистанца. Слабо се почитува мерката. Има групирање, гледам луѓе седат маса до маса, јадат, пијат. Не е регуларно ова работа, мислам треба самите ние да се пазиме и да го почитуваме законот за секого важи исто. Како се почитува? Саламандија. Кај гледаш овој свет Саламандија? Мислим дека не се почитуваат. Како гледам, вака не се почитуваат. Не носат маски луѓето? Не носат. Повеќето не носат, помалку носат. Не се почитува. Претежно ако имате време погоре да видите пред банка како стојат. Нема дистанца, нема маски, нема ништо. Голем дел од граѓаните додека престојуваат во гостителските објекти не носат заштитна опрема. Доколку гостите или персоналот не носат заштитни маски, тога се применува уредбата на владата, односно членот 6 од оваа уредба со која се регулира носењето на заштита на лицето. Доколку се констатираат одредени неправилности, мислам на посериозни неправилности, лицата се лишуваат од слобода, се задржуваат во полициските станици и им се изготвуваат соодветни поднесоци. За изминатово денонокие на 30 лица изготвени им се нови решенија за изолација од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на вкупно 952 лица со вакви решенија. Вирусот не стивнува, а границите со одредени земји се уште се затворени. Дали размислуваат тетовци за одење на годишен одмор и за кои дестинации? Дали планираат поминување на летниот одмор на некој од домашните туристички места? Граничниот премин со Грција е затворен барем до 15 јули. Се распределуваат платежни картички за потикнување на домашниот туризам. Охрид, Струга, Дојран се местата во земјава кои секогаш биле полни за време на летниот период. Но како размислуваат тетовци? Со оглед на ситуацијата, дали планираат да одат на одмор и каде? Сега за сега уште не планирам. Дома во некои локации домашни би посетили? Може би. Не идем, кај идем за летна пари. За летен одмор каде би отишле? Каде, од Тетово каде? Нигде не мислимо да идеме поради пандемијата. Кај ќе идеме? Одмор, на овој режим, одмор. Никако. Кој има пари за одмор? Нема е за јест. Ниту на домашниве туристи? А ни домашни, ни на одмор. Кој плати? Деца за народ пари. Какав одмор? За сега не планирам. Ако се отворат границите? Ако се отворат, може би ќе идеме. Не се плашите од вирусот? Па да се плашимо. Затоа мислимо уште. Слушам преку медиумиве дека е многу скап аранжманите, а може би ќе се предомислиме. Меѓутоа сега моментално не. Не. А домашниве туристички места со оглед дека нели границите? Може би да, може. Да. Голем број туристички места од земјава и регионов имаат одредени протоколи според кои треба да примаат гости. Оддалеченост, дезинфекција и заштитни маски се основните начала според кои ќе поминува оваа летна сезона. Носителот во изборната единица 6 од коалицијата Обнова на Македонија Дафина Стојановска ја посети шарената џамија во Тетово. Од таму упати пораки за соживот и меѓуетничка толеранција. Денес заедно со кандидатите за пратеници Фуркан, Ајдоган, Анита и Валентина ја посетивме шарена џамија покрај самата река Пена.
Шарената џамија и река Пена се едни од најубавите и најзначајните обележја на градот Тетово. Денес тие не подсетуваат и опоменуваат дека покрај тоа што се наша гордост, треба да бидат и наша обврска. И затоа ќе ги потенцирам 2 од 6 стратегиски определби на ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова за периодот 2020-2024 година, а тоа се прво одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и секако еднаквост на сите пред законите, и второ, заштита и унапредување на животната средина. Ние се обврзуваме дека Македонија ќе ја исправиме. Кандидатот за пратеник од коалицијата Можеме во 6-та изборна единица Фаница Николовска вети што поскоро прогласување на шара за национален парк и почиста животна средина. Во 2012 година владата на ВМРО ДПМН дала концесија и подпишала договор за изградба на мини хидроцентрали на вратничката река Ракита, без да го информира и да се консултира со местното население, не само од Вратница, туку и од соседните населени места. Овие луѓе, обединети од повеќе околни села, останаа истрајни во својата борба неколку години. Ние, како партија, го слушнавме нивниот глас и градењето на мини хидроцентралите е времено стопирано. Со прогласување на шара за национален парк ќе го забраниме секој експлоатирање на природните богатства, од криволовот и риболовот, непланската дива сеча на дрва за огрев, до градење на мини хидроцентрали и секакви дивоградби. Ќе може само да се развива планинскиот туризам со строго утврдени критериуми. И нормално, ќе овозможиме планско зафаќање на водата за пиење, без да се наруши биодиверзитетот. Носителката на листа Виолета Србиновска и координаторот за изборна единица 6 Љупчо Спасески од Интегра Македонска конзервативна партија денес остварија средби со представници на Сдруженијето за слепи, Сдруженијето на глуви и наглуви и Сдруженијето на пензионери во Тетово. Особена чест и задоволство ми представува тоа што сум денеска овде во Тетово и што остваривме средба со лицата со посебни потреби. Интегра Македонска конзервативна партија во својата програма има посебен приоритет и во првите 100 дена од нашето владење ние ќе ги ревидираме сите закони така да на лицата со посебни потреби им го дадеме она што ги следува, што со години во овие 30 години не ги остварува. Би сакал сега да ја најавам носителот на листа во изборна единица 6, која е наш представник и лидер во изборната трка во изборна 6, а инаку е кардиолог, докажан професионалец во својата област и во незиниот работен век досега соработувала со лицата со посебни потреби и активно била вклучена во сите процеси. Денеска осваривме средба со лицата со посебни потреби, значи со Сдруженијето на слепи и со Сдруженијето на глуви, да ги слушнеме нивните проблеми со кои се сочуваат во секојдневното живење и со нивните потреби. Јас, како носител на 6 изборна единица, ќе се залагам за воиднина да нивните проблеми и потреби, значи да бидат на секој можен начин да бидат решени, да им биде олеснето секојдневното живење, да успееме да се социализираат и да си го најдат своето место во општествениот систем. Исто така остваривме средби со пензионерите, зборувавме за нивните проблеми, знаеме дека они во Сдруженијето имаат организации како пејачко здружение, и организираат спортски настани. Значи колку финансиски може како држава ние да ги подпомогнеме, а исто така работиме во социјалната програма Интегра Македонска конзервативна партија има како да се зголемат пензиите на пензионерите за да имаат подостоен живот и да имаат безгрижен живот во нивните пензионерски денови. Пронајдена марихуана, оштетен изборен штаб на политичка партија со обраќајни несреќи. Следуваат деталите од полицискиот билтен.
Вчера вечер околу 21 часот и 45 минути во парк на крстосницата на улиците Иво Лола Рибар и Страшо Пинџур во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 37 годишникот Тетово затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. По целосното расчистување и документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 9 часот и 50 минути 37 годишникот Гостиварско Дебреше во СВР Тетово пријавил дека во изборен штаб на политичка партија во ова село ноќта помеѓу 5 и 6 јули годинава за сега непознати сторители на фасадата на излогот, постерите, паркингот и улицата пред објектот со црни црвен спреј испишале повеќе графити. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 20 на минути по полноќ било пријавено дека на регионалниот пат село Неготино автопат Гостивар Тетово пред Неготинска Клучка патничко возило со гостиварски регистарски ознаки управувано од 16 годишникот Гостиварски Градец излетало од коловозот и удрило во земјен пат. Во незгодата со возачот на возраст, исто така од 16 години, се здобил со тешки телесни повреди, а возачот се здобил со телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што биле пренесени за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од страна на оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера околу 14 часот во СВР Тетово пријавено е дека на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар непознато возило удрило во 50 годишен пешак од Неготино Полошко и го напуштило местото. Повредениот пешак пренесен е во Гостиварската општа болница за укажување на лекарска помош, а увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Се работи на расчистување на случајот и пронаоѓање на возачот. Бараш над преварите за пополнување на втората лига Запад нема да се одиграат поради 13 позитивни случаи на COVID-19 во екипите на Беса и Фортуна. Фудбалската федерација на Македонија го откажа одигрувањето на бараш над преварите за пласман во втората лига Запад. Причина за откажувањето се 13 позитивни случаи на COVID-19. 7 во екипата на Беса и 6 во екипата на Фортуна. Токму овие две екипи требаше денес да го одиграат првиот надпревар на градскиот стадион во Тетово. Освен овие две екипи во баражот за пласман во втората лига требаше да учествува и екипата на Велешта, која својот прв надпревар беше планирано да го одигра во петок, исто така во Тетово. Токму од овие причини надпреварувачката комисија на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за комплетно откажување на трите надпревари за пополнување на втората лига Запад. Според одлуката на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, во овој случај ќе биде извршена ждрепка која ќе одлучи кој од овие три екипи ќе биде 10-тиот учесник во второлигашката конкуренција. Денес ќе биде извршено тестирање на екипите на Росоман и Слога Виница, кои треба да играат за пласман во втората лига Исток. Доколку нема позитивни случаи во овие екипи, тогаш надпреварот ќе се одигра. Во спротивно, и овој барах ќе биде откажан и ќе биде извршена ждрепка. Од Фудбалската федерација на Македонија се уште нема информација кога ќе биде извршена ждрепката, но веројатно тоа ќе се случи откако ќе се знае дали ќе се игра надпреварот од источниот регион.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Пријатно!